И покрај тоа што во Охрид секојдневно се одржуваат протести на ученици, Државниот просветен инспекторат соопшти дека во средното училиште Свети Климент часовите се одржуваат според планот. Нема отсуства на ученици, освен неколку случаи на оправдани отсуства поради здравствени причини. Нема групни отсуства од наставата. Инспекторатот исто така одлучи да не го казни директорот на Прилепската гимназија, Кире Николовски, за кого опозицијата тврдеше дека ги поттикнувал учениците да протестираат против албанската платформа. Врз основа на контролата спроведена од инспекторатот во средното училиште Мирче Ацев во Прилеп, не се исполнети условите од членот 109 став 1 алинеја 1 и став 2 од Законот за средно образование за постоење на прекршок и изрекување санкција. Народниот правобранител пак се сомнева во одлуката на инспекторатот. Иџет Мемети најавува постапка за утврдување на веродостојноста на одлуката на ова државно тело. Инспекторатот не смее да се однесува така и да рече дека немаме докази. Кога докази имаме, од медиумите, дури и изјави од директорите на училиштата. Секако дека Народниот правобранител врши мониторинг на работата на инспекторатот за тоа дали тие постапката ја водат законски. Од денес ние во канцеларијата на Народниот правобранител ќе отвориме постапка за Државниот просветен инспекторат, за да се утврди дали инспекторатот работи согласно законот, или и тие се политизирани и се обидуваат да затворат постапки или да скријат јасни докази. Од друга страна, од детската амбасада Меѓаши вела дека учеството на деца и ученици на протести го загрозува со животот. Политичките партии мислам дека си играат со оган и треба да бидат многу внимателни затоа што ова се генерации кои треба да живеат во иднина заедно и ако сега се изманипулирани, не знам како ќе настане едно меѓусебно вмрежување и помирување на заедничко живење во наредниот период. Нашиот апел е раководителите во училиштата, наставно-воспитниот кадар да си ја гледаат образовна и воспитна функција, да бидат на висината на тоа за што се одбрани, независно од која политичка партија. Освен Меѓаши и други невладини организации и родители побараа децата да не бидат злоупотребувани за политички цели.